Муслиманските верници ги преполнија џамиите. Неколку стотици се собраа во Тетовската шарена џамија на утринската Бајрам намаз молитва. Внатре, дворот, па дури и паркот беше преполн со луѓе. Седнати еден до друг, а маска не носеше речиси никој. Бајрам нема да се прослави масовно како минатите години, но и покрај препораките на надлежните да нема семејни собирања, верниците велат дека сепак ќе одат по гости, барем кај најблиските. Да се честитаме, да си ги посетиме блиските и тоа. Обичаиве треба да се посетат поблиските, па мислам дека ради коронавирус нема да бидеме толку активни, па сепак ќе се потрудиме малку. Тоа. Барем кај фамилијата најблиска ќе одите? Па мислам дека да. Па и така им порачувам на сите да бидат малку повнимателни ради вирус. Како треба, така ќе го славим. Ќе одите по гости? Молим? Ќе одите по гости? А сад да видимо. Да видимо. Не баш ту у близину. Не како понапред иди тамо иди, ама сад мало ќе искусаме. Мир, благосостојбано и одговорно празнување посака имамот на шарената џамија. Традицијата вели мора да продолжи, но да се почитуваат препораките. Нормално овие 2 години со овие мерки што ги имаме сега, молиме Аллах Желешануху да не спаси од овај вирус и од сите други маки проблеми што ги имаме. Минатата година поради пандемијата џамиите за Бајрам беа затворени во Косово, Америка, Саудиска Арабија. Турција пак воведе 4-дневен карантин за да се спречи ширењето на вирусот. Обидот и кај нас да се воведе карантин не успеа, па по одлуката на ИВА дека џамиите ќе останат отворени за верници, владата попушти, скратувајќи го полицискиот час кој почнуваше од 11 часот. Годинава пак и за Великден и за Бајрам надлежните одлучија да нема рестрикции во движењето.